Вашето второ прашање, ако добро го запишав, бидејќи беше прилично екстензивно поставено, се однесуваше на ковид кризата, воената агресија во Украина, производството на храна и кои се мерките кои што владата ги донесе во однос на овие предизвици. Точно е дека во моментов во Европа, меѓутоа, со оглед на време траењето на војната предизвикана од агресијата на Русија врз Украина, која што се е пролонгирана, влијае негативно веќе не само на Европа, туку влијае и врз целиот свет, особено врз најмалку развиените земји во светот, главно во снабдувањето со храна и снабдувањето со енергенси. Секојдневно сме сведоци на извештаи од најреномираните економски списанија, во кои што се известува за покачувањето на цените на енергенсите на берзата, покачувањето на цените суровините на берзата, покачувањето на цените на металите, покачувањето на цените на храната, покачувањето на цената на електричната енергија и дополнително веќе недостаток на енергенси во одредени делови во Европа, особено во делот на Јужна Европа, каде што се наоѓаме и ние. Да не заборавиме дека пред само известно време Словенија остана без нафта и нафтени деривати. Тоа е заради неможноста да се испорача во доволни количини, заради војната во Украина. И второ, веќе во регионот има недостаток на мазут, со оглед исто така на неможноста да се испорача не само за една земја, туку за сите земји од регионот. И тоа се предизвици кои што мора да се надминат. Во делот на храната, веднаш од почнувањето на кризата, Министерството за земјоделство, заедно со Министерството за финансии и Министерството за економија, ги презеде сите чекори кои што беа неопходни заради зголемување на производството на храна во нашата држава, и тоа не на долг рок, туку на краток рок. Тоа се направи се со цел да обезбедиме непречено снабдување со храна. Исто така, во исто време ја зголемивме комуникацијата со земјите од регионот, и вие бевте сведоци дека ја имав секојдневна комуникација со премиерите на соседните држави, за да обезбедиме непречено одвивање на трговијата со основни стратешки прехранбени производи. И тоа вроди со плод, затоа зашто прво во време кога сите земји имаа забрани за извоз, прво успеавме од Србија, благодарение на одлуката на тамошната влада, да се крене забраната. Меѓутоа и ние истото го направивме, кога Република Албанија остана без масло за јадење, кога ние ја кренавме забраната и ја снабдивме Република Албанија со масло за јадење од нашиот пазар. И второ, го кренавме реекспортот на брашно од Србија, со што се овозможи да има брашно и во Република Грција, и тоа беше во најтешките месеци во текот на зимата, и тоа е нешто што навистина треба да не направи сите горди како држава, како граѓани, бидејќи докажавме дека сме земја која што се грижи не само за себе во услови на криза, меѓутоа се грижи и за своите соседи, исто како што соседите, тука пред се мислам на Србија, Албанија и Грција, се грижија исто така за нас во тие месеци. Енергијата на Министерството за земјоделство беше насочена во зголемување на производството на храна, и затоа беше донесен национален план за храна, кој што содржи мерки кои што поддржуваат производство на стратешки земјоделски производи, односно пченица, пченка, сончоглед, месо. Интервентниот фонд, тези 400 милиони денари, тој беше зголемен за дополнителни 500 милиони денари, и во него покрај тоа што е опфатено покривањето на субвенциите за овие стратешки производи, вклучено е и зголемување на субвенциите согласно со зголемено производство, субвенционирање на нафта, бидејќи имаме зголемена цена на нафтените деривати, и не само зголемена цена на нафтените деривати, туку и историска, тука е заменик министерот за финансии, веројатно историска највисок однос на цената на доларот во однос на еврото, што дополнително ја покачува цената
на нафтата за држави кои што немаат производство на нафта, а тоа сме практично сите земји во регионот и најголемиот дел од европските држави. Со ребалансот на буџетот беа обезбедени дополнителни 500 милиони денари за зголемување на производството и за активирање на овој план на производство. Исто така беа распишани во неколку наврати надавања за доделување на земјоделско земјиште на земјоделците за производство на вакви стратешки култури. И затоа денес веќе имаме доделено 5000 хектари за производство на пченка, пченица и други стратешки култури, на кои што на големо задоволство се пријавија над 230 земјоделци за производство на овие култури. Дополнително беше отворен повик за дополнителни 4000 хектари, кои што исто така е во фаза на реализација, и исто така беа исплатени субвенциите кои што се однесуваа на тутунарите. 17.000 тутунари, за жал со доцнување, заради неодговорното однесување на опозицијата, кои што неколку месеци го блокираа законот, не знам од кои причини, бидејќи секој земјоделец во оваа држава домаќин, кој што со труд ги заработува своите, ги произведува своите производи, јасно му беше кој го блокира тој закон и не знам кој беше бенефитот на опозицијата да блокира неколку месеци техничка измена на закон за ДДВ, со кој што се ослободуваат од доврска тутунарите да поднесуваат извештај за платени даноци од управата за приходи до Министерството за земјоделие, а се со цел поедноставно и побрзо да ги добијат субвенциите. Откако тоа се донесе, субвенциите на земјоделците, односно на тутунарите, се исплатени. Исто така се смени и начинот на исплата на субвенциите за овоштарите. За прв пат имаме авансна исплата на субвенциите, тогаш кога најмногу им треба, и овој начин на исплата ќе биде предложен и веројатно усогласен и да биде валиден за останатите култури. Не би навлегувал во детали која култура, кој производство, со колкава сума е субвенционирано, меѓутоа, она што можам да ги уверам сите граѓани, особено оние кои што се занимаваат со земјоделство, е дека субвенциите ќе бидат исплаќани навремено и ќе бидат исплаќани во суми кои што ќе им обезбедуваат стабилно производство на земјоделските култури, кои што на нас не се и како потребни во услови на оваа голема криза. Морам да го споменам Министерството за економија, кое што од прв ден со многу јасни таргетирани мерки успеа да спречи енормно зголемување на цените на прехранбените производи. Исто така веќе е во процедура и закон за заштита на потрошувачите. Неколку пати го осудивме непазарното и неетичко однесување на еден дел од трговците на мало и големо, кои што сакаат да профитираат во услови на растечки цени на прехранбени производи на пазарот. Сакам да се заблагодарам и на Управата за јавни приходи и на Државниот пазарен инспекторат, кои што навистина неселективно и кои што врз основа на сите нивни надлежности деноношно работеа за да може да се обезбеди граѓаните да имаат рамноправен третман во услови на криза и да не се дозволи некој на грбот на граѓаните да остварува екстра профити кога за тоа не е време. Во наредниот период јас се надевам дека ребалансот ќе биде изгласан. Во него се предвидени 3,2 милиарди денари за субвенции, кои што се однесуваат на зголеменото производство. Меѓутоа, исто така, Министерството за земјоделие, во согласност со најдобрите европски практики, подготвува и еден нов концепт на субвенции, кој што ќе треба да го унапреди уште повеќе производството на храна во државата. Ви благодарам.